Во рамките на проектот Општина померка на граѓаните, кој веќе 2 години се имплементира во партнерска соработка со Фондацијата Институт Отворено општество Македонија Струмица, Општина Струмица креираше стратешки документи од повеќе области и во рамките на нив заеднички со вас креиравме, односно работевме на подготовка и изработка на акциски планови кои што вклучуваа конкретни мерки, активности и проекти заради реализација, заради постигнување на резултати кои секако ќе значат добробит за нашата локална заедница. Во тој контекст, заради консултација на граѓаните, односно на сите вас, Општина Струмица организираше форум во заедницата, односно организираше проектен буџетски форум на кој што имавте прилика вие да дадете приоритет на оној проект кој мисливте дека е од најголема важност. Во тој контекст, вие одлучивте, на самиот проектен форум и го избравте проектот поддршка на стартап бизниси за млади да биде со најголем приоритет и да отпочне со реализација 2016 година. Самиот проект поддршка на стартап бизниси за млади веќе е во фаза на реализација. Истиот е совкупен фонд од 2.400.000 денари, од кои 1.200.000 денари се придонес на општината, односно финансиски средства од буџетот на општината планирани за 2016 година, а остатокот од 1.200.000 денари се грант од Фондацијата Институт Отворено општество, односно од партнер организацијата која што е дел од самиот проект. Суштината на овој проект е иницијација и охрабрување на младите невработени лица од Општина Струмица да размислуваат и да бараат алтернативи за самовработување, односно да отвараат собствени бизниси кои што ќе бидат нивен напредок и личен успех. Проектот, согласно постапката, предвидува избор на најповолен економски оператор кој што ќе има доволно експертиза и стручност да испорача обуки за млади кои вклучуваат развој на бизнис менаџерски вештини, маркетинг планирање, маркетинг комуникации, маркетинг, продажни техники, како и финансиски и правни аспекти на работењето на малите и средните предпријатија. Согласно процедурата за јавна набавка, избран е економскиот оператор, тоа е Knowledge Центар од Скопје, и во рамките на истиот се формира оперативен тим, кој што е тим задолжен за следење на реализацијата и имплементацијата на самиот проект. Членови на тимот се представници од Општина Струмица, кој всушност е и координатор на самиот проект, кој што е контактибилен за граѓаните на Општина Струмица, за сите евентуални прашања и дилеми кои што следуваат во рамките на работниот план. Вклучително во членовите на тимот влегуваат и представници од Фондацијата Институт Отворено општество Македонија, како представници на Центарот на заедницата и представници секако на економскиот оператор. Во стек се консултативни состаноци, односно работни состаноци, кои се однесуваат на имплементација на активностите согласно утврдениот и донесениот работен план. Во тој контекст веќе е објавен јавниот повик, кој што има цел прибирање на апликации од 50 кандидати кои што ќе бидат охрабрени односно обучени своите бизнис идеи да ги заокружат, од кои понатаму 20 најиновативни, најреално остварливи ќе продолжат со обуки кои што ќе имаат можност да ги развијат своите бизнис идеи во бизнис планови, за да на крајот истите бидат наградени, односно 8-те најдобри да бидат наградени од вкупниот награден фонд на проектот кој што изнесува 1.540.000 денари, односно секој од наградените 8 бизнис планови ќе добие награда од по 3.000 евра, меѓутоа награда која што исклучиво ќе се однесува за започнување на реализацијата на бизнис планот. Таа награда ќе биде доделувана согласно посебна процедура, која што наградените ќе ги обврзе во одреден временски период да известуваат како и на кој начин ги потрошиле парите, односно во рамките на наративен и финансиски извештај до Општина Струмица, односно до проектниот тим, да поднесат
известување, односно оправдување за начинот на трошење на парите и секако да известуваат за резултатите. Овој јавен повик беше објавен во 3 печатени медиуми, тоа се Утрински весник, Слободен печат и Вечер, како и 3 електронски, Струмица Нет, Струмица Сити и Струмица Денес, како и на општинската веб страница. Во рамките на истиот, беше објавена и се уште е онлайн апликацијата која што заинтересираните кандидати треба да ја пополнат за да истата биде земена во предвид како пријава. Јавниот повик беше испратен до сите државни и приватни факултети, до сите универзитети, секако беше доставена и до Агенцијата за вработување, односно подрачната единица за вработување во Струмица. Меѓутоа, јавниот повик траеше до 14.9.2016 година. Согласно информациите кои што ги имаме од економскиот оператор, на јавниот повик се имат пријавено, односно имат добиено 78 непотполни апликации, од кои само 2 се потполни апликации. Заради таа ситуација, јавниот повик продолжува. Треба да продолжи некаде до 19.9.2016 година и во тој контекст ги охрабрувам сите заинтересирани, сите млади невработени лица да аплицираат, односно да се јават на јавниот повик, односно да ја пополнат апликацијата. Сите кандидати кои што имаат испратено непотполна апликација и имаат оставено контакти, економскиот оператор заедно со работниот тим ги контактира и им помага да ги пополнат апликациите за да истите бидат земени, како што реков, како пријава. Единствен услов за пријавување на јавниот повик е младите да бидат невработени лица на возраст од 18 до 35 годишна возраст со место на живење во општина Струмица. Самата апликација е многу едноставна, иако содржи и степен на образование и можност за атачирање на соодветни докази, односно сертификати за посетувана обука, тоа не е критериум за избор. Тоа е само индикатор за групирање на кандидатите, бидејќи соодветно истите кандидатите ќе бидат групирани, на кои што веќе утврдените експерти дел од економскиот оператор, согласно своите експертизи, ќе им ги испорачуваат соодветните обуки. Соодветните обуки ќе бидат организирани по модел на иновативниот, односно на лабораторијата за иновации, која што е формирана под покровителство на Централна Европа, што значи дека ќе им бидат испорачени квалитетни обуки и ќе имаат апсолутна можност сите кандидати своите бизнис идеи подеднакво да ги развијат во успешни бизнис планови. Секој од кандидатите кој што ќе го развие својот бизнис план, односно сите оние 20 кандидати кои што ќе влезат во потесниот круг, кои што ќе имаат можност да ги поминат сите обуки и ги развијат своите бизнис планови, ќе имаат можност на визуелен начин да ги представат пред граѓаните. Тие своите бизнис планови на видеозапис, кој што ќе биде атачиран на посебен линк кој ќе стои на општинската веб страна и на него ќе се ажурираат сите информации кои што се однесуваат на тековните активности согласно работниот план на проект, ќе можат граѓаните да ги следат. Кога ќе дојдеме до момент на утврдување на најуспешните, граѓаните, согласно видеозаписите, ќе имаат можност да проценуваат најиновативни и интересни бизнис планови и ќе имаат можност да гласаат за најуспешниот. Тоа значи дека најуспешниот бизнис план изгласан од граѓаните му обезбедува автоматски влез во најуспешните 8 бизнис планови кои што комисијата дополнително останатите 7 ќе ги утврди како такви. Во тој контекст сакам да ги повикам младите, односно да ги информирам дека на 19
Во Агенцијата за вработување, економскиот оператор, заедно со проектниот тим, ќе организира инфоден. Сите активни баратели на работа да се јават на тој инфоден, ќе имаат можност да се здобијат со конкретни информации како и на кој начин да ја пополнат апликацијата и да се пријават на јавниот повик. Ја користам можноста и приликата да сите млади невработени лица ги охрабрам уште еднаш да се јават на овој јавен повик, да ја искористат оваа можност, бидејќи тоа беше и нивна желба. Значи, тие сами потврдија дека приоритет им е вработување и обезбедување на лична екзистенција.